дека зад се му остави бебе, мало бебе. Дали колкаво е и дали вие се грижите на него го гледате ли? Моментално не се грижам јас за неја, затоа што не сум способна самата за себе да се грижам, а камо ли детето. Значи, тука ми помагаат нејзиниот сопруг и неговите родители. И да сакам не можам, значи, да се грижам затоа што болката која е невидлива и која никој не може да ја свати е тука. Има моменти кога си кренат, има моменти кога си на дното. Со денови со ноќи ќе плачеш, не спиеш и значи ти треба време за да се подигнеш. Овие 6 до 7 месеци е константно така. Значи ќе се подигнеш, ќе паднеш, ќе се подигнеш, ќе паднеш, ќе видиш нешто што те иритира, како и намерни провокации и мене ме тоа заболе и ми како стрес направе, фактички ме легне во постела. Буквално се влечам, едва функционирам, кога ќе видам некои такви ситуации. Тоа ме многу боле, многу ме боле тоа. Исто ме боле што другата ќерка исто беше и она со нејзиниот дечко, но тие биле веднаш до влезот. И заради тоа си имат побрзо евакуирано, а поголемата што загина, таа е била од кога влезеш, значи десно на таа страна е била блиску до бината. И во самото стампедо, кога се трчале, таа е бутната и е била најдолу. И е падната со грбот и рачето, раката вака. Така е починат, така е најден сопругот, така ја извлекол. Зетот што ми е, има најмногу спасено од деца, затоа што он ги е влечел. Тој ги е, повеќе деца има извлечено на надвор за да стигне до Моника да ја, али со помош на отиде до скршено прозорче, земе воздух па се врате, земе воздух па се врате. Не сакаше ни да оди ни на преглед. Јас го натерав да отиде, не сакаше, он мислеше дека ништо не му е. Не, али тоа е, значи, толку отровни материи, кај Моника Моника не е со задушување. Моника не е почината со задушување. Кај неа нема испод нивото на задушување. Моника Моника е мачно почината. Од самото стампедо, туркање и терет од врз со скршено ребро, со мозочен удар, срцев удар и белите дробови полни со потен. Пробушена е тука, тоа ребро е пробушено. Не, јас го читав обдукцијскиот лист. Тој некоја го читав обдукцијскиот лист. Помалиот син, пошто имам 3 деца, имам Моника, Ивана и Симон. Симон ми е малолетен, сега во декември ќе наполни 14 години. Ми побара да му спремам нешто и јас во тој момент ја читав обдукцијскиот наод и кога го тоа читав, мене ми во главата беше хаос. Тето ми побара и јас за да му направам едни лиснати теста. Со ношче, тенко ношче, да го размрзнам, јас несвесно се прободувам, еве го дури тука, од тука се прободувам, ми излава ножот од тука. И бев и на болница има забелешка и тоа. Боле, се боле. Болно е, што телото ме боле од болката за детето. Значи, не можам да ви објаснам каква е таа болка. Не дај Боже на никој. На никој, значи никој да ја ни осети таа болка. Најпрво, значи, кога се биле во 12 сатот пред, не можам да ја наречам дискотека, штала, и самиот министер ја кажа штала.
Зашто одговорните таа ноќ што се биле таму од штипската полиција, началник или командир, не знам, тие се биле таму, во 12. И зашто сменоводителот е појден во Оризари? Зашто е променета рутата, акциската контрола? Кој е наредил? Најпрво ме интересира кој е наредил. Кога тоа ќе го видам, кој го е подпишал тој документ, тоа ми најбитно. Целото клопче ќе се размота. Мисли дека тоа не е опфатено со истрагата сега и за кое веќе судењето е одговор. Да. Али нека, ајде да оставиме на обвинителите да видиме, да им веруваме. Затоа што не е во борба само за нас. Нашите деца, ние сме свесни дека не можеме да ги вратиме. Свесни сме за тоа. Него, ако сакате да живееме сите во безбедна држава, мораме сите одговорност да имаме и да мислиме, а не провокативно да излаваме дури на екран, па и дури со подсмев. Од самиот старт, од самиот почеток, ние сме понижени, омаловажени. Уште на самиот старт, со цинично исмејување и со цинично и со мафтање, со то. Дајте, покажете ми го реалниот документ, а не со лажни лиценци. И со лажни дипломи, лиценци и било шо. Значи, ако одговорно се работиле работата, децата немаше да ни загинат. Најпрво, дрогата ги уби. Најпрво, за да се продаде повеќе дрога, повеќе карти, значи, алчноста, корупција, криминал, тоа ги уби нашите деца. За да можат да имат мир нашите деца во гробовите и за да ние бидеме мирни никогаш не можеме да бидеме. Нашата болка никогаш нема да престане него да можеме да се одолжиме кон смртта на нашите, да се одолжиме дека да, правда имаше за вас, да, виновниците се строго казнети, правилните се осудени, а најпред уште мене ме боли тоа уште самиот старт, кога премиерот излезе во јавност и он збореше за рейтинзи. Третиот ден децата не беа ни донесени од обдукција. За рейтинзи се збореше. Ало, кај ви е свеста? Кај ви е свеста? Да, 60 и тогаш беа 59 загинати, 59. Кај ви е свеста, ало? 59 деца во еден ден ти умираат и ти излаваш и збориш за рейтинзи. Значи, тоа ти е побитно од детските животи. И од кој сакаш да имаш одговорност? Значи, оставка подитно требаше да се даде, да се формира друга група, експерти да се викнат од страна, ако сами не можете да се справите со ситуацијата и да се крене како што треба. А ако сакат сега да живеат нашите деца, да живеат во Македонија, да не ни се иселуваат и да не ни ги убиваат, еве имаат шанс. И политичарите, и судот, и било кој да е на власт. Јас, човек, не го ценам по вера, нација, боја. Јас имам и од албанци, сум воодушевена, и од власи, и од бугари, и од било кој. Значи, човек се цени по душа. Не по вера, не по нација, по боја, по раса. Не. Ти ако имаш расипана ладна душа, џабе ти е која вера сакаш биди. Сега судењето, очекувате тоа да се оствари што се борите веќе 8 месеци? Очекувам, од судењето очекувам фер, правично судење. Барам од Европската Унија и од ОПСЕ мониторинг. Под мониторинг обавезно, јавно да биде, вие новинарите да бидете присутни, од јавен карактер да биде, и сите што се инволвирани, сите да си ја сносат одговорност, сите да си добијат заслужена казна, по можност е доживотна за монструмот, најпред за монструмот, али тој монструм мора да има некој што го е штитил. Не може сам. Значи, тој монструм нека ги каже сите тие кои сега
кои го штитиле и тогаш ќе биде јасно на целата јавност. Ние така ќе се одолжиме спрема смртта кон нашите починати деца и утре, кога ќе порасне мојата внука, да знае мајка и од што починала, кој ја убил. Не е почината од природна смрт, туку е насилно убиена. Не само она, сите деца.